Мене пред се днеска ми е чест и задоволство еве на наша иницијатива на координаторот Ненад кој што ги имаме помеѓу локалната самоуправа и граѓанскиот сектор да направиме една ваква отворена дискусија, дебата, каде што ќе можеме да ги произнесеме и досегашните наши остварувања како невладен сектор, меѓутоа и идните планови проекти кои што општината ги има зацртано заедно со Европска унија и UNDP, меѓутоа и вашите предлози кои што сепак треба да бидат изворно кажани од ваша страна и да бидеме еден коректор во општеството. Јас сакам само малку да се навратам на она што значи од 2018 година како ново раководство на општина Кавадарци. Јас како градоначалник со самото доаѓање успеавме да земеме проект преку РИЛО-та програма кој имаше за заклодност за ова невладена содржина да ја поддржи со максимална граница. Општина Кавадарци имаше учество во тој дел, во делот на финансирањето, инаку вкупните средства кои што можете да ги користите како невладени организации беа 120.000 евра. За жал, искористили се само 60% од тие средства. Другите средства нормално со нивното неискористување се неактивни, а апликација има направено само 8 невладени организации. Ние пред да продолжиме да го јактиме капацитетот на невладината организација и граѓанството, сакам да напоменаме, да кажем на неколку моменти каде што мораме како општина да имаме критериуми и правилници кои што се издржани и нормално произнесени од Европска унија, каде што како невладени организации мора да ги почитувате во делот на апликациите или во делот на спремање на документација. Имавме неколку дискусии пред да се одлучиме на оваа средба заедничка да направиме и дојдовме до неколку идеи каде што ќе ги поратки во дискусијата спомниме, да некако сите невладени бидеме позајакнети и наредните повици кои ќе ги имаме, а сега ќе ви ги кажем како предлози, да се остварат, да имат повеќе повици од невладените организации, да можат максималниот број на учесници, а и сумата да биде искористена. Воедно, општина Кавадарци има буџет од 500.000 денари, кој што може да го испланира во делот од денеска до септември, и тоа ќе биде заедничка дискусија со вас преку локалниот економски развој кај нас, дали воопшто да го пуштаме повикот, пошто повикот треба да го пуштиме врз основа на критериуми кои што треба да ги запазиме. За големиот повик кој што ќе го имаме во месец септември, а тоа е исто повик од 100.000 евра, со општина Кавадарци учество ќе земе со 30%, меѓутоа критериумите кои што треба да се аплицира се од еден повисок ранг и подготвување документација. Така да ние ќе пристапиме кон таа РИРО-та програма број 2 за финансиска поддршка на невладените организации и општина Кавадарци овој пат ќе земе поголем удел со 30%, така да вкупната сума ќе биде околу 130.000 евра за апликација. Имаме многу време до септември да дискутираме, да разговараме, а и да се припремиме. Воедно знаеме дека просторите кои што тука ги поседуваме ги имаме се изградени баш од такви проекти за невладениот сектор, како регионална невладена организација. Ги користиме околу 30 на невладени организации. Мислам дека до сега оде во најдобар ред, меѓутоа да видиме каде тоа што нас ни шкрипи на некој начин за да невладениот сектор го подигне на повисоко ниво. Ова не е ниту предизборна кампања, ниту некоја ласкање, напротив, сакаме како општина покрај нашите успеси што ги имаме во делот на објективноста, транспарентноста, отчетноста на општината меѓу првите општини во цела република сме. Испадна анкети во делот на работењето на градоначалниците и тука сме меѓу првите општини во републиката, па мислам дека треба и во овој дел да бидеме меѓу првите општини во цела република заедно со граѓанскиот сектор. Тематската содржина денес за која сме овде собрани е финансирање на невладени организации, јакнење на нивните капацитети и овај број на луѓе кои што нешто значат и се важни во општина Кавадарци во некоја идејна смисла, во некоја културна смисла, во некоја невладина смисла, во некоја општествена смисла. Сакаме да ги слушнеме вашите идеи и предлози за некаде во септември месец, до септември месец да се конституира еден буџет за следните 4 години на општина Кавадарци, кој што ќе биде
појак, кој што ќе биде малку посовремен, подинамичен и тој буџет ќе биде целисходно од аспект на вашите предлози, идеи и сугестии како треба да изгледа општина Кавадарци во следните 4 години. Веруваме дека невладиниот сектор е важен сегмент во нашево денешно урбано живење во град Кавадарци и верувам дека ќе имате сите своји предлози, своји идеи, бидејќи сепак граѓанскиот сектор е важна алатка во локалната самоуправа. Без силни и јаки невладини организации и демократијата не е возможна во локалната самоуправа.